По бурните реакции на јавноста за намерите да се рестартира топилницата во Велес се огласи и компанијата Метрутхем, која е сопственик на најголемиот еколошки загадувач на овој град. Портпаролот на Метрутхем Александар Билбилов изјави дека нивната намера била да се рестартира топилницата, со тоа што во неа би се вградила најсовремена технологија која би го спречила загадувањето на градот. На основ на овие предвидени ризици, Метрутхем ќе планира да инсталира најсовремени технологии, како на постоечката, така нови технологии за заштита на животната средина. Да ве потсетам, самата инвестиција е околу 150, се планира да биде околу 150 милиони долари, од кои што 2/3 се за системи за заштита на животната средина. Тој нагласи дека доколку топилницата започне со работа би се вработиле 1200 лица, а градот би добил повисок животен и економски стандард. Ова е компанија пред се што најмалку ќе донесе 150 милиони долари директна инвестиција, ќе има обрт од околу 300 милиони долари, што ќе влијае значително на намалувањето на дефицитот, бидејќи оваа е компанија што дефинитивно ќе работи пред се за извоз. Ќе биде компанија што ќе вработува 1200, околу 1200 вработени. Инаку велешани не се откажуваат од битката со големото зло и затоа на 9 ноември во среда ќе излезат на масовен протест. Во одбрана на велешани застанаа и сите советници од локалната самоуправа и градоначалникот Горан Петров, а се огласи и пратеникот Илија Димовски, кој што живее во Велес. Инаку компанијата Метрутхем, која што ветува инвестиција од 150 милиони евра, од кои 2/3 се наменети за технологии против загадувањето, се уште нема изработено своја интернет страница, а била дел од групацијата Минеко. Велешката топилница е во сопственост на компанијата Метрутхем од 2009 година.